Нема голема надеж дека овој јуни земјата ќе добие зелено светло за отпочнување на преговори со Европската Унија. Иако оптимизмот на владините функционери постои, слабостите кои излегуваат на површина се поврзани со судството, безбедносните служби, администрацијата, борбата со корупцијата. Високи дипломатски извори за еден ТВ брифираат дека најголемото незадоволство кај некои земји членки на Унијата е тоа што се носеле законски решенија како што велат од ракав. Па така, со големи напори датумот место во јуни можно е да се добиел во октомври. Брисел очекувал квалитетни реформи, а потоа се подразбира тие и не само да бидат изгласани, туку и спроведени. И поранешниот евроамбасадор Ерван Фуери не е оптимист. Смета дека разочарувачки е и тоа што Европската комисија не ги почитуваше роковите за извештаите, а дека ставот на еврокомесарот Хан за така наречената подготвителна фаза е недобре дојден компромис со скептиците за проширување. Европската Унија се соочува со критичен предизвик. Ако не ги донесе одлуките што очекуваме да ги донесе, навистина ќе се подкопа кредибилитетот на заложбите на Европската Унија кон проширувањето. Убаво е да се каже дека не треба да се избрзува, но овие земји добиле ветување, дека доколку ги започнат реформите, нивните напори ќе бидат наградени и посебно во случајот со Северна Македонија и постигнувањето на Преспанскиот договор, ова треба да е доволно. И покрај представувањето на земјата како успешна приказна во Европа со договорите со Грција и Бугарија, јасно е дека не е се завршена. А дополнителен чекор назад е и тоа што Северна Македонија се става во ист пакет со Албанија, констатира Иво Вајгал. Има една незгодна работа за Македонија, а тоа е дека се зборува за две земји во еден пакет. Тој еден пристап може да се оправда, но може и да се каже дека имаме еден друг принцип, а тоа е принципот на индивидуална заслуга. Неправедно би било Македонија да биде заложник на ситуацијата во Албанија. Од друга страна, правилата за сите земји претенденти за влез како да не се мерат на ист кантар. Кипар беше примен во Европската Унија во 2004 година, иако островот е поделен на грчки и на турски дел уште во 70-тите години. Хрватска пак стана дел од европското семејство и покрај територијалниот спор со Словенија за морската граница во Пиранскиот залив. Двете земји не можеа меѓусебно да го решат спорот, па одеа на меѓународна арбитража. Кога Хрватска влезе во Европската Унија во 2013 година, се уште изостануваа и реформи, а правосудството и понатаму се оценуваше како слабо. Сега Унијата бараат земјите да си ги решат проблемите пред да станат членки. Франција и Холандија пак веќе најавија дека нема ништо од проширувањето и без претходно ЕУ самата да се реформира и консолидира.